Прекумерната брзина на возење, несовесното однесување на возачите, како и непочитувањето на сообраќајните правила, се некои од причините на сообраќајните незгоди, кои за жал многу често може да бидат и погубни по човековиот живот. Според официјалните податоци, на територијата на општина Струмица, Босилово, Василево и општина Новосело, главна причина за сообраќајни незгоди е прекумерената брзина на возење. Во периодот 1.1 до 31.8.2023 година. Поради оваа причина санкционирани биле 1825 возачи, велат од ЦВР Струмица. Личување да има. Самите возачи треба да бидат свесни. Не треба некој да со радар да ги следи. Самите треба да бидат свесни. Бидејќи над таа дозволената брзина, таа е пресмета од некои сообраќајни инженери. Нема контрола на возилото. Тоа е веќе ненормално нешто. Значи со возилата и со сообраќајот тешка работа. Младите многу побрзо возат. Треба значи да се врати култура на возењето, односно едно време имаше хуманост при возењето, значи тој предмет и таа настав да се врати и да видим малку да се обрне внимание на младите пред да почнат да возат, да управат со возила. Мислам дека тоа ќе помогне. Не бара многу финансиски средства, меѓутоа треба малку поголемо внимание да се обрне токму на младината да видат како ќе опрезуваат со возилата, бидејќи се почетници, не знаат се како се одвива во сообраќајот, меѓутоа мора да има внимание при возењето. Според податоците, од почетокот на годината, заклучно со месец август, поради сторени прекршоци, од сообраќај исклучени биле 1225 возила. 148 лица се здобиле со повреди, а од нив тројца загинале. На подрачјето на општина Струмица и околните општини. Од ЦВР Струмица информираат дека најчеста причина за незгодите во сообраќајот е неприлагодената брзина на возењето.